Hisense е глобален технолошки гигант кој со години зацртува својата позиција на светскиот пазар на електроника. Основана во 1969 година, компанијата е водечки производител на иновативни решенија во доменот на потрошувачката електроника, домакински апарати и паметни уреди. Со седиште во Кина и глобално присуство во преку 160 земји, Hisense е препознатлив по своите врвни телевизори, климатизери и паметни технологии. Како бренд, Hisense се фокусира на иновации, квалитет и пристапност, со силен акцент на напредните технологии како улет, квантни точки и вештачка интелигенција. Телевизорите на компанијата нудат одлична комбинација на врвен квалитет на слика, интелигентни функционалности и модерен дизајн, што ги прави идеален избор за корисниците кои бараат одлично аудиовизуелно искуство по конкурентни цени. Hisense работи глобално со силна инфраструктура, вклучувајќи 34 индустријски паркови и 26 центри за истражување и развој ширум светот. Компанијата е на второ место во светот според глобалната испорака на телевизори, додека во сегментот на телевизори со дијагонала од 100 инчи го држи првото место. Во третиот квартал од 2024 година, 100-инчните телевизори на Hisense сочинуваат дури 63,4% од глобалните испораки. Hisense исто така оствари над 12,2 милиарди долари годишни приходи од меѓународните пазари во 2024 година, што ја одразува неговата зголемена пазарна присутност и технолошко лидерство. Во оваа рецензија ќе го разгледаме најновиот мини LED телевизор на Hisense, оценувајќи ги неговите перформанси, дизајн, карактеристики и вредност за вложените пари. Во последните неколку години, квалитетот на сликата што купувачите го добиваат кај телевизорите од сите ценовни класи забележително се подобри. Например, во најниската класа, наместо телевизори со лош приказ, сега се добиваат сосема пристојни модели, додека во категоријата на пристапни телевизори се применуваат многу технологии кои значително го подобруваат уживањето во содржина. Интересно е што можеби најмалиот напредок е забележан во премиум класата, која и онака е најимпресивна и носи најнови и најдобри технологии, но е постојано на границата на она што е возможно да се постигне. Границите на OLED и mini LED технологиите сега се движат многу бавно и тој тренд ќе продолжи се додека микролед не стане комерцијално достапен и не се воведе во моделите за широките маси. Крајот на годината традиционално е време кога најновите модели на Hisense пристигнуваат на нашите пазари. По овој пат на тест го имаме и годинашниот представник на серијата U8, Hisense 65 U8 NQ. Поточно станува збор за 65-ичната верзија, која можеби е оптимална големина за оние кои сакаат целосно да го живеат сето она што го нуди овој модел. А тој нуди многу, советувачки карактеристики како мини LED осветлување со 1600 зони и 3000 нита, освежување од 144 Hz и слично. Како и секогаш, најпрви неколку зборови за дизајнот, кој е модерен, но дискретен. Ништо не привлекува внимание на прв поглед, но ако малку се посветите на деталите, ќе забележите некои интересни елементи, што е според нашето мислење добар баланс помеѓу естетиката и одлекувањето на вниманието од содржината. Околу панелот на горната и бочните страни се наоѓа релативно тенка рамка која е изработена од пластика со темно-сива боја со текстура на обработен метал кој изгледа многу добро. Покрај неа, околу делот од панелот што го прикажува сликата, има уште околу 5 мм дополнителна маргина. Значи релативно стандардно за модерните модели со оваа дијагонала. По должината на долниот рап се наоѓа тенка лајсна, исто така со текстура на обработен метал и логото на Hisense на левата страна. Под неа се наоѓа системот на сензори, микрофон за гласовна контрола и индикаторските диоди во центарот. Следејќи ја темата на мрежата, носачот на сталакот што се гледа помеѓу основата и долниот дел од екранот е дизајниран со мрежасти отвори, што создава визуелно интересен ефект, особено ако имате некое амбиентално светло во позадина. Сталакот изгледа дека може да се заштрафи и така панелот да биде поставен пониско, односно речиси непосредно над основата, па може да изберете која варијанта повеќе ви се допаѓа или најдобро се вклопува во амбиентот. Основата на сталакот е од лимен метал, многу тешка и робусна, но и релативно компактна за оваа големина на екран, па бара малку место на подлогата, благодарение на што телевизорот може да се постави и на тесни полици. Секако, тука е и опцијата за веса,
600x400 монтажа на ѕид. Бочниот профил на телевизорот е релативно компактен за еден мини-LED, како делот што го зазема самиот панел, така и делот што ги крие електрониката и звучниците, а кој е благо втурнат и практично интегриран во целокупниот облик, што му дава прилично уреден изглед на задната страна. Околу него, по должината на надворешниот рап на телевизорот, на задната и бочните страни, се наоѓа метална рамка која му дава на панелот потребна цврстина, а преку кој се наоѓа споменатата лајсна. Поголемиот дел од задната страна е со текстура на хоризонтални ленти, но во горниот дел целата ширина е зазема друг дел од звучниот систем, кој се состои од два звучника на бочните страни и еден сабвуфер во средината. На долниот дел од задната страна се наоѓаат две секции со конектори, какви што сме веќе навикнати да гледаме кај моделите на Hisense. Во помалата секција, ориентирана кон назад, има LAN порт, оптички аудио излез и еден USB порт за поврзување флеш дискови. Во поголемата секција, која е достапна од страната за полесен пристап, може да се најде 3,5 мм конектор за слушалки, исто така 3,5 мм композитен аудио-видео влез преку адаптер, антена и сателитски конектори, сервисен порт, USB со напојување од 1 ампер за надворешни дискови, SI плюс слот и 4 HDMI конектори. Спецификациите наведуваат дека сите 4 HDMI портови се верзија 2.1, но ова е техничка формалност за која веќе зборувавме, бидејќи сега сите портови се сертифицираат како HDMI 2.1. Реалноста е дека првите два конектора подржуваат само 4K на 60 Hz, додека HDMI 3 и 4 се вистински HDMI 2.1 со подршка за 4K со освежување од 144 Hz, променливо освежување, автоматски режим на ниска латенција и ERK кај HDMI 3. Значи, доколку внимавате каде го поврзувате вашиот компјутер или конзола, ќе можете да уживате во одлични гейминг можности. Ова вклучува и официјална поддршка за AMD FreeSync Premium, неофицијална поддршка за G-Sync, вистински HDR гейминг и пристоен input lag од 13 милисекунди во 1080p на 60 Hz, додека во полна резолуција и освежување латенцијата е уште пониска. Кога ќе се активира гейминг режимот, или тој автоматски се активира преку ALLM, наместо стандардното брзо мени, ќе се добие пристап до посебно дизајнирано гейминг мени. Тоа нуди преглед на моментно активните параметри, како освежување, HDR и слично, можност за активирање на приказ во средината на екранот или зумирање на минимапата во игрите. Тука е и опцијата за приказ на слика во формат 16:9 на целиот екран, 21:9 или 32:9 на дел од екранот, ако сакате да ги играте омилените игри во ултра широк формат. Кога зборуваме за приказот, онаму каде што серијата U8 традиционално нуди најмногу е во однос на квалитетот на сликата. Новиот Hisense 65 U8 NQ не е исклучок од ова, а дури можеме да кажеме дека рецептот кој досега ја одликуваше серијата U8 е дополнително усовршен. Најпрвин, тука е VA панелот со исклучително висок статички контраст, споен со mini-LED системот на позадинско осветлување со локално затемнување од дури 1600 зони кај дијагоналата од 65 инчи. Оваа комбинација обезбедува изворенен приказ на црната боја и импрезивен динамички опсек со доволно прецизна контрола на локалното затемнување за да се каже дека во пракса така наречениот блуминг нема да пречи, дури и ако сте пребирливи. Сепак, треба да се има предвид дека моделот од 55 инчи има значително помалку зони, односно околу 672, па можеме да кажеме дека 65-инчната варијанта е многу подобар избор во однос на квалитетот на сликата. Максималната осветленост е декларирана на импресивни 3000 нита, но Hisense 65 U8 NQ всушност постигнува и повеќе. Конкретно измеривме максимум од 3349 нита кај HDR содржините. Осветленоста на најмалата покриеност изнесува околу 1770 нита, додека на 100% покриеност
достигнува 924 нита. Она што го прави 65U8NQ вкупно посветол од актуелните OLED модели од високата класа, што заедно со одличните перформанси на локалното затемнување му дава предности во приказот. Статичкиот контраст го измеривме на околу 8000:1 во повеќето режими на слика, со црно-белн патерн со големина на поле околу 7 см, колку што е широк и нашиот колориметар. Со максимална осветленост, нивото на црната боја изнесува околу 0,3 нити, што е одлично, бидејќи се постигнува динамички опсек од 13 чекори. Во секој случај перформансите се импресивни. Иако OLED технологијата се уште има предност во приказот на многу фини детали на црна позадина, можеме да кажеме дека Mini LED конечно достигна ниво каде што нуди приказ без забелешки во однос на блумингот. Особено затоа што вертикалната резолуција на зоните за затемнување е поголема од хоризонталната, така и титловите ефектот на осветлување речиси да не се забележува. Дополнителната предност на одличната Mini LED имплементација е и одличната униформност, при што единствена слабост е аголот на гледање кој е типичен за VA панелите. Тоа подразбира мало губење на осветленоста и контрастот кога телевизорот се гледа од агол поголем од 45 степени. И сите модели од серијата U во последните години 6508NQ е опремен со Quantum Dot филтерски слој, кој во комбинација со високиот контраст обезбедува изворенен впечаток во приказот на бои. Во повеќето режими боите изгледаат многу живописно и заситено. Сепак, Hisense во Cinema, IMAX и Filmmaker модовите малку ги смекнал боите за пореалистичен приказ, поради што овие режими можеби ќе изгледаат малку избледени во директна споредба. Динамик и спорт режимите очекувано имаат малку претерани бои, додека стандард и Energy Saving изгледаат привлечно без претерување, што ги прави идеални како основа за понатамошно приспособување според сопствениот вкус. Медијата нудат изобилство параметри за фитопонесување. Што се однесува до покриеноста на боите, панелот со 10-битен приказ, постигнат преку FRC, успева да репродуцира одлични 96,2% од DCI 5.3 спектарот на бои. Покрај напредниот хардвер, Hisense 65U8NQ доаѓа со прилично моќно процесирање на сликата, кое оваа година конечно е значително напредено, толку што тоа станува видливо. Системот на процесори и алгоритми, што Hisense го нарекува Hi-View Engine Pro, представува конкретен чекор напред, што го прави овој телевизор многу покомплетен уред. Се чини дека доста се работело и на перформансите и оптимизацијата, па ова е едно од најдобрите решенија што сме ги виделе во однос на артефакти, кои речиси и не се забележуваат, дури и кога сите параметри се поставени на максимум, што не е секогаш случај, дури и кај моделите од највисоката класа на водичките производители. Друга разлика е подобреното AI процесирање, односно Intelligent Mode, како што го нарекува Hisense. Неговата активација кај претходните генерации не донесуваше значајна разлика, но кај Hisense 65U8NQ е поизразена, особено во поглед на подобрување на деталите, контрастот и боите во одредени делови од сцената. Тоа е суптилно, како што и треба да биде, но го прави сето тоа да изгледа барем малку поостро, појасно и попривлечно. Дополнителна голема разлика прави и опцијата за динамичко тон мапинг, која во секоја сцена го користи целиот опсек на осветлување, што често изгледа подобро, дури и ако не е целосно реално. На располагање се и Super Resolution, а и базирано подобрување на резолуцијата, подобрување на приказот на градиенти на бои, подесување на нивото на локално затемнување, како и деталните опции за сите параметри на сликата. Што се однесува до звукот, иако не можеме да кажеме дека кај Hisense 65U8NQ е на исто толку високо ниво како сликата, дефинитивно е со одличен квалитет, јасен, убедлив и со добар фреквентен баланс. Со други зборови, повеќе од доволно добар за да го надоволни доживувањето, така што повеќето корисници ќе немаат потреба од дополнителен саундбар. Станува збор за 2.1.2 систем со 20 W во сабвуферот и по 2.15 W и 2 по 5 W звучници, позиционирани позади на врвот од страните на TV уредот и под предниот рап на панелот. Hisense 65U8NQ поддржува и DTS Virtual X декодирање, 6 претходно дефинирани режими на звук за различни содржини, 7-бенден еквилайзер,
автоматска контрола на гласноста, како и компензација на одговорот во случај на монтажа на зид. Што се однесува до паметните можности, Hisense 65U8NQ работи на платформата VIDA-U во верзија 7.6, која е веќе доста доработена во однос на корисничкото искуство, како и функциите и опциите што ги нуди. Интерфејсот е убаво дизајниран, јасен и едноставен за користење и со право може да се каже дека е на нивото на најдобрите решенија во ТВ секторот. На главниот екран, долж левата страна на екранот се наоѓаат икони за пристап до видео профилот, пребарување, известување, избор на влезови и подесување. На врвот на екранот се прикажува банер кој ги насочува новите корисници кон корисни функции како што се гласовна контрола, мобилна апликација, продавница за апликации и видео арт, а понекогаш и реклами. Екран прикажува препораки за содржини од различни видео сервиси. Добра вест е што од неодамна на листата на поддржани сервиси на видео платформата се приклучи и Max, па сега се достапни практично сите релевантни сервиси, како и апликации од спортските организации како NBA, FIFA и UEFA, Plex поддршка и апликации на локалните ТВ провайдери, што значи дека нема да недостига содржина. Кога ТВ уредот не се користи, може да се активира видео арт апликацијата, со која телевизорот може да прикажува уметнички дела, особено кога е монтиран над зид. Се на се, Hisense U8NQ, особено во 65-инчната верзија, е изворено добар телевизор, кој би рекле целосно ги надминува очекувањата за својот ценовен ранг, што е и типично за U8 серијата. Телевизорот нуди исклучително висок квалитет на слика, значително подобрено процесирање на сликата, одличен звук и паметен оперативен систем кој е лесен за користење и обезбедува практично се што им е потребно на корисниците. Што се однесува до цената, таа на домашниот пазар за 65-инчната диагонала изнесува 74.999 денари. Во конкуренција со новите модели, ова е сосема коректно, иако како и секогаш, минатогодишните или постарите модели може да се најдат по пониска цена. Сепак, сметаме дека на овој телевизор треба да се обрне внимание, бидејќи е еден од најдобрите Hisense модели досега во оваа класа. Ако ви се допаѓа тоа што го нуди, а особено ако го најдете на некоја акција, дефинитивно нема да погрешите.